колективни борби, имаше неколку кои завршија со туш и технички туш во првите неколку, но 4-5 борби изворени ги гледаме едно по друго и сега финале до 97 или минус 97 килограми. Андријан Гросул од Молдавија, црвен дрес против Адриан Валканов, Бугарија во Синдрас. Ајде да видиме оваа борба. Бугарите некогаш беа велесила, молдавците сега барем со оваа екипа која е донесена тука одлични во речиси сите борби. Не во речиси, туку во сите, без оглед дали победуваат или губат. Тука има веќе еден друг концепт на борење. Молдавците веќе ги видовме. Бугарија исто така имат високо квалитетни спортисти, имат своја изградена школа, покрај другото и технички многу добро подготвени борачи. Меѓутоа, голем дел од овие борачи се релативно многу млади и нови и имаме некои промена во генерациите. Еве сега, ова е техника која Магомед Еврогимов ја направи на Олимпијадата и го освои третото место со тоа. Тоа е клjuč. И гледате, пробува со ногата да се вкрсти и да го фрли противникот преку мост позиција. Тоа е интересно, можеби ќе би успее доколку пробува уште еднаш. 1-0 за сега за Валканов. Инаку неговиот тренер Радослав од Бугарија, тренер на нивната репрезентација, неговите двајца синови настапија на Европското првенство ова година во Самоков и едниот го освои првото, а другиот второто место. Така да таму има Бугарија и Русија пред се има фамилиарни определби за спорт, за работа и така натаму. Така да ако влезе дедото и тука нема прекинување, таа лоза мора да трае додека постои фамилијата. И така да тој двете своји деца ги вклучил таму и постигнале високи спортски резултати. Прво и второ место на Европско првенство за јунери. Буквално од конено на конено се пренесуваат тајните на боречкиот спорт, кој што е база за многу други спортови. Да не забравиме дека борењето како базичен спорт покрај атлетика, гимнастика, пливање е меѓу најзначајните, не само за боречките, туку и за сите други спортови, па и за колективните, затоа што многу елементи кои што се потребни ги има помалку или повеќе буквално во сите спортови. И затоа е многу значајно да се познава борењето како основа за боречките спортови. На времето, јас правев една анализа. Само да напомнам, 4 поени за 4 поена за молдавецот. Оно што пробува претходно да го направат во високо клинч позиција, во стојка, успеа овој пат молдавецот. Оно што сакам да го кажам, на времето кога јас почнував или оно што го после како тренер работев, знаете, во Штип имаше една интересна ситуација, немаше машко дете што не е било вклучено во борењето. Ќе дојдат, ќе почнат, ќе видат преку еден, преку друг и така натаму, сите беа тука. Сега ја немаме таму. Така е слично и Радовиш. Да, Радовиш, Кочани, сега да Скопје во одредени делови, да речеме, Неготино, било каде што се негуваше борењето. Значи мораше прво тука да поминат. После може да оди некаде, ќе игра фудбал, ќе игра кошарка и така натаму, зависи од афинитетот кој го покажува во следните фази. Мислам сега го немаме тоа. И значи има други спортови се покажуваат. Еве многу едноставно. Да, 4 поени сега. Дополнителни за Гросу, да. Сега според мене, да видиме како видите нешто. Ова е акција за молдавскиот борач. 4 поени. Да. Сега така беше и покажено, но сега ќе да се дават. Има неусогласени оценки кон оценката, неусогласени едниот суд даде за плавиот, другиот за црвениот. Јас акцијата ја почна молдавец. И мислам дека се 4 поена за него. Тука е добро, 4-2. Некојаш 4-2 во поени во честен пристапот на судиите да сакат да го. Да, и вкупно 8-3. Да. И почеток на втората рунда. Затоа што додека судиите заседава беше она пауза.
Значи, главен судија на душекот е Данил Велиев, а Гоце Ангелов од Македонија со втора категорија го суди на средината на еден така од помладите понадежни наши судии. И така да сега ова што го прави Молдавец, мислам дека има шанси веќе и да заврши борбата. 12, да, сега веќе 14-3 на 10 разлика од Рада Гроцов. Но уште една изворена борба, без оглед тоа вака заврши. Долго време беше неизвестно. Рековме Горан, че може да се случи некој да изгуби технички тушки, тоа не значи дека е слаб или дека нема да прави резултати во следната фаза. Ова е петти над